Ако во изминативе 3 месеци ги гледавме секој ден пробите, денеска дојде на ред и долго очекуваната представа. Дури не е ни премиера. Истиот потек, истите играчи, истите мотиви. Седница за распуштање на парламентот и предвремени парламентарни избори. Истот сценарио воспоставено од кога ВМРО-ДПМН е на власт во овие 8 години. На денешната седница најмалку 2 работи ќе бидат вистина. Не сметајќи ги говорите на Силвана Бунева и Неджати Јакупи. Првата е дека граѓаните повторно ќе бидат учесници во предвремени парламентарни избори. На ист начин како во 2008-та, како во 2011-та, така сега и во 2014 година. Факт е дека ВМРО-ДПМН и ДУИ не сакаат докрај да завршат ниту еден цел 4-годишен мандат, од едноставни причини. Не ги реализираат ветувањата дадени на претходните избори. На овој начин партиите на власт, ВМРО-ДПМН и ДУИ, не се водат од државните и интересите на граѓаните, туку исклучиво од своите партиски и бизнес интереси. Просто кажано, тие денес вршат обид, повторувам, обид, далеку од извесен успех, да со корумпирана и политички насилна кампања ги пресретнат своите опаѓачки рейтинзи, губењето на довербата и огромното незадоволство на народот. Без разлика што математиката на власта е единствениот фактор за предвремени избори, логично и легитимно е да се констатира дека други сериозни и вистински причини за предвремени парламентарни избори нема. Секако, ако не слушнеме дека заради украинската криза или пак немирите во Венецуела, ние одиме на избори, што не би ме чудило да го кажете овие од ВМРО-ДПМН. Впрочем, и со ова барање на виделина излегуваат лагите на ВМРО-ДПМН. Цело време вела дека Македонија е водечката економија во Европа, тече мед и млеко, не се заложувале, ама граделе и така натаму, за да на крајот велат има криза во државата и мора да одиме на избори. Ако некој воопшто има дилема, тврдам дека нема, ве убедувам дека лажат и манипулираат и во двете работи. Ниту кај нас се живее добро, ниту пак има вистинска политичка криза во власта. Ако мислиме дека е неизвестна иднината, да се послужиме со минатото. Груевски во 2008 година побара и доби предвремени избори и побара 62 пратеника. И народот му ги даде. Што е резултатот на тие избори? Коалиција со ДУИ, криминалниот проект Скопје 2014, Македонија на слеп колосек пред ЕУ и НАТО. Во 2011 година истото. Груевски си распише избори, побара 63 пратеника. Народот не му ги даде, како што тоа нема да се случи ни овој пат. Што е резултатот на тоа? Коалиција ВМРО-ДПМН и ДУИ повторно, а Груевски доби, не сметајќи ги пратениците од диаспората вредни еден автобус гласови, 53 пратеника. И што беше резултатот на овие избори? Амнестија на хашките случаи, концесии за албанскиот јазик во собранието, употребата на албанското знаме, политичкото насилие кулминирано на 24 декември 2012 година, уништување на медиумите, голем број на политички затвореници во затворите. Македонија уште подсврсто остана на слепиот колосек на ЕУ и НАТО, со се помалку граѓани дома, со огромна економска миграција, со повеќе осиромашен народ. Или со други зборови, со секој предвремени избори, барем досега, важи правилото. Заради политичките договори и тендери на ВМРО-ДПМН и ДУИ, Македонија плаќа. Нивната фактура ја плаќа народот и државата. Која е следната фактура? Ако воопшто дозволи народот за неа секако, ќе видиме наскоро. Токму тоа е втората вистина денес. Ова сценарио е подолго време подготвувано и планирано, договарано, со стриктно поделени улоги. Или народски, веќе видени сана бана. Ти мене Сердаре, ја тебе Војводо. Од истите играчи. И со наслов и со повод, договорено и се спроведува нов ефтин филм на лажен националистички и квази-патриотски конфликт помеѓу владините партнери. И обид за гола прераспредоба на тендерите, вработувањата и криминалните бизнес сфери и интереси. Неколку месеци наназад бевме сведоци на етнички мотивирани мини конфликти, од веќе видените тепачки по автобуси, во кои страдаат невини малолетни лица, до фантомското поставување, па после и кршење на споменици на тугите херои, заклучно со смешната и патетична кавга, и денес ќе ја слушаме, за измислен консензуален концепт. И народот не поверува на сето тоа. За оние постарите, се тоа е како изјавата на босанскиот војник на ЈНА, кој на почетокот на Југословенската војна, одговарајќи што прави во Словенија, изјави: тие као сакаат да си одат, ние као не им даваме.
Баш така. Дуи Божем нешто бара, а ВМРО-ДПМН Божем нешто не дава. Секако ќе се согласите дека ја навредувате интелигенцијата на народот, ако мислите дека некој ви верува, дека навистина се карате околу фотелјата или уште помалку околу ликот на Ѓорги Иванов, кој има слика, ама нема тон, како од времето на немите филмови на Чарли Чаплин, председател управуван со далечинско од зградата на Линденска безброј. Во целата оваа фарса ниту едните, ниту другите не ги удостојуваат граѓаните со најважната работа за еден политичар, а тоа е вистината. Кога Груевски ќе изјави дека ДПМН не подлегнува на уцени, очекуваме да кажат кои се тие. Што го оценува ДУИ? Ако го оценува? Со барање за оваа невидлива позиција за председател на собранието? Со функции во МВР? Со некои трети работи? Ќе го слушнеме ли Груевски да излезе во јавноста и класично да ја осуди најавата на ДУИ за бојкот на председателските избори? Нешто што не се видело и чуло владина партија, организатор на кампања, да бојкотира избори, а да учествува на други. Или Груевски ќе молчи, затоа што и тоа е дел од сценариото, договорено со него. Ако не кажете што е таа наводна уцена, ќе сметаме дека уште по кој знае кој пат ја манипулирате и лажете јавноста. Дополнително, Ахмети ќе изјави дека ако не се помрднеме на патот кон ЕУ и НАТО оваа година, ќе има повторно предвремени избори. И тоа ви е договорено. Да си играте мајтап со цела држава, како ќе ви текне. И најважно од се, што тоа тајно прави Груевски во преговорите со Грција? Што е тоа што Ахмети го знае? Ние не го знаеме и народот. А ако не се реализира, пак ќе има избори оваа година. Дали тоа значи дека Груевски тајно, под маса, разговара и преговара за македонскиот национален, историски и културен идентитет, јазик и секако име, и треба да испорача договор на штета на Македонија само за да задржи фотелјата? Кратко и јасно. Ниту Груевски, ниту било кој друг нема право, ниту пак мандат од народот да преговара за македонскиот национален идентитет и историска, културна и јазична засебност. Затоа јасно ве прашуваме, дали е тоа новата, најскапа фактура? Бидејќи за останатото, за вашата технологија на владење ни е сосема јасно, додека во јавноста лажно се представуваат едните како Александар Македонски, како што би рекле вие од ВМРО-ДПМН, војнот на конј, а другиве се Скендербек, тендерите фрчат и се делат без пардон во 4 очи. Вработувањата ги делите на лото на телевизија, судиите си ги делите како сликички од фудбалско првенство, за да ги задоволуваат вашите бизнес интереси, им даваат пари на навредениот премиер и министерки и најмногу од се, за да политички затварате опозиционери и новинари. Додека глумите националисти во ова така наречено собрание, во еден ден поминувате 150 закони, секако онака братско и сложни. И затоа клучен проблем во Македонија е неуспехот на владата да го почитува во целост владењето на правото, при што ги поистоветува државните со партиските активности, се меша во судството и во медиумите и селективно ги гони политичките противници, а на високо ниво и корупцијата во владата, ќе констатира американскиот State Department. И ќе додаде дека судскиот систем е подложен на политичко влијание, дека судските процеси се пролонгираат, а судството го карактеризира и корупција. Кратко, јасно, директно, вистинито. Почитувани граѓани, во кинеското знаковно писмо постои еден знак за два поима – криза и шанса. Денеска во Македонија нема класична политичка криза, но се раѓа јасна шанса. Шанса за промени и подобра Македонија од оваа. Се раѓа нова и огромна шанса за подобра економија, која нема безобразно да го уништува бизнисот и да ги задолжува генерациите. Се раѓа шанса за враќање на личниот мир и спокој, за слободата и безбедноста, за Македонија како социјална и праведна држава, а не држава на социјални случаи, емигранти, азиланти и обесправени луѓе. Се раѓа шанса конечно, после многу години, да се казнува криминалот и корупцијата, да се направи разлика помеѓу политичарите кои се честни и оние кои се криминалци и неодговорни, се раѓа шанса да се извршат промени кон подобро. Она што го прави ДПМН со епизодна улога на ДУИ е веќе видено, прочитано и со факти докажано дека не донело и нема да донесе ништо подобро. Напротив, кога ќе се видат вистинските мотиви на ВМРО-ДПМН, може да биде само полошо. А времето си лета. Постарите и болните заминуваат од овој свет, а помладите кога ќе завршат средно училиште или факултет заминуваат од државата.
И што е животот денеска во Македонија под ваше водство? Растурени или поделени семејства, сиромашни и раскарани граѓани, поделени по сите основи, секако заради консензуалната, тендерска и лажно-патриотска коалиција на власт. Но сите се обединети во едно, бидејќи празните стомаци, оче и апатија, сиромаштија и мака, се идентични подеднакво и македонски, и албански, и турски, и ромски, српски, влашки и бошњачки, и православни, и муслимански, и католички. Народни за сите, освен секако за врхушката во ВМРО-ДПМНЕ. Сите ние не смееме да заборавиме никогаш дека како политичари постоиме само заради нашиот народ и заради ништо повеќе. Ние сме и мораме да бидеме дел од тој народ, да работиме за него и да му помогнеме. Македонија заслужува подобро, Македонија заслужува председател, Македонија заслужува подобра власт од оваа вашата. Македонските граѓани заслужуваат избор, фер и честен надпревар на идеи, проекти и кандидати. До сега тоа не било случај. Дали ќе биде поинаку нови избори, допрва ќе видиме. Ако денот се познава по утрото, шансите за тоа се минимални. Иако консензуално донесен, власта од првиот ден не го почитува и го крши изборниот закон, користејќи и коруптивните елементи за плашување и притисоци како механизам да го спречи својот опаѓачки рейтинг. Впрочем, ќе се одржат избори со две различни кампањи во различно време, па исто време, со бројни правни противречности и неусогласености. Власта не си ни обиде да одглуми нивно решавање. А што може да се очекува од власт која судските одлуки ги пишува во штабовите, а своите подписи на документите ги нарекува тоалетна хартија? И овој пат ДПМНЕ го прекрши договорот кој самата го предложи и повторно ќе се избираат пратеници од диаспората со гласови колку патници во еден автобус. Во вашето лажно договорено тендерско и националистичко сценарио на ДПМНЕ и ДУИ, следено со нецелосната реализација на договорот за вистински и заеднички фер правила во изборниот закон, во делот на правните контрадикторности и концептот за гласање на диаспората, СДСМ не беше дел. Но убедени сме и веруваме во тоа дека можеме заедно со граѓаните да бидеме решение. Ке гласаме за предвремени парламентарни избори, сметајки дека сега е неопходно и нужно граѓаните, како врвни и единствени судии, да ја казнат играта на ДПМНЕ и ДУИ, оваа должничко доверителска коалиција, во која заради функции и тендери во залог се ставаат сегашноста и днината на државата. За нас ниту една пратеничка или министерска фотелја не може и не сме да биде поважно од граѓаните и државата од нивниот подобар живот. СДСМ ќе учествува на предстојните председателски и предвремени парламентарни избори. Нудиме алтернатива за промени, за подобро, за поарно. И ќе се бориме докрај и ќе ја бараме довербата од граѓаните, како казна за оваа ваша власт, но уште повеќе, како шанса, како ветување, како обврска и подготвеност од наша страна, со нашите проекти, честни и способни кадри, да ја направиме Македонија подобра од досегашната. За сите граѓани, без исклучок. Вашата игра денес завршува. Од денес, граѓаните се на потек. Со своите 30 секунди, со својот глас за подобра Македонија, со мирна и чиста совест, без страф и притисоци, зад параванот да избираат за себе, за да изберат подобри политичари за подобра Македонија. Да ни е вечна Република Македонија.